Многуми на прв пат слушнаа за струшкото село Корошишта кога неодамна таму беа пронајдени вредни артефакти. Деновиве, друг настан го прослави местото. Жител на селото, на возраст од 40 години, е фатен дека станал директор на училиште со фалсификувана исправа. Пријавениот директор на основно училиште во Струшкото село Подгорци набавил лажен сертификат за положен англиски јазик од филијала лоцирана во една соседна земја и го употребил во прилог на документи за избор на директор. По извршените проверки, добиен е одговор дека лицето не е регистрирано во базата на податоци и евиденции во филијалата. По ваквото соопштение се обративме со прашање до Министерството за внатрешни работи. Како точно провериле и утврдиле дека дипломата е лажна и колку време им требало. Причината поради која побаравме такви одговори не е поврзана директно со случајот со директорот од Струшко Корошишта. Пред околу 4 месеци МВР почна да го проверува сертификатот на друг, многу повисок функционер, за предметот потоа да го предаде во јавното обвинителство. Одговорно тврдам дека во Кога беше именуван за директор на Агенцијата за национална безбедност, Бојан Христовски достави TOEFL сертификат за познавање на англискиот јазик од субјектот Јулија Ко од Пловдив, Бугарија, како доказ дека го исполнува законскиот услов да познава странски јазик. Може ли да ве прашам за TOEFL сертификат? Зошто во Пловдив сте полагале, а не во Скопје, да речем? Тој тест е положен во 2022 година, а не е сега. И беше најбрз начин како да дојдам до таа диплома, бидејќи таму имаше отворен термин. Ние отидовме во Пловдив и на адресата на Јулија Ко, наведена во бугарскиот трговски регистар, најдовме адвокатска канцеларија на сосема други лица. Газдите на Јулија Ко ги баравме на адресите на другите нивни фирми кои може да се најдат во бугарскиот трговски регистар. Секаде ни кажаа дека се иселени веќе некое време. На крај, проверувајќи фирмата и незините финансиски резултати, дојдовме до документи дека Јулија Ко, фирмата од која Бојан Христовски добил TOEFL сертификат во 2022 година, уште од 2017 година во бугарскиот трговски регистар пријавувала дека нема деловна активност. Ниту кога ги почнаа проверките на сертификатот на Христовски, ниту кога предметот го предадоа во јавното обвинителство. Од МВР не одговорија до каков заклучок стигнале. Јавното обвинителство пак, кога отвори предистражна постапка за предметот, соопшти дека побарале помош од соседна Бугарија. Поминаа 4 месеци од тогаш. Па и нив ги прашавме, до каде е работата? Не ни одговорија. Додека од јавното обвинителство веќе 4 месеци нема информација дека успеале да проверат дали TOEFL сертификатот на Бојан Христовски е лажен или вистинит, во јавноста се појави доказ дека работата може да се заврши за неколку дена. 360 степени ја објави пресудата за две директорки на јавни институции кои биле осудени на условна казна затвор токму поради фалсификувани сертификати од Јулија Ко од Бугарија. А новинарот на Бирн, Васко Маглешов, направил увид во предметот. Таму открил колку всушност лесно се докажал фалсификатот на документите. Таму во папката од документи пронајдовме мејл комуникација помеѓу инспектор, полициски инспектор, кој што се обраќа до ЕТС, тоа е компанијата што ги издава TOEFL сертификатите во САД, им ги доставува копиите од двете сертификати кои што се проблематични, вели ве молам испитајте, односно проверете во вашата база дали овие луѓе воопшто го полагале испитот. По 5 или 6 дена од неговиот мејл веднаш добива експресен одговор дека во евиденцијата на ЕТС такви ликови не полагале, односно немаат положено сертификат за странски јазик и од тука со тој доказ. Меѓу другото, обвинителката го испорачува предметот пред судот и постапката завршува. Ако веќе има воспоставен лесен и брз начин на проверка, зошто тој не е применет за случајот Христовски? Ова беше едно од директните прашања на кои не добивме одговор од обвинителството. Еве што мисли за различниот избор на методи колегата Маглешов. Мојот личен впечаток дека ова истрага скроена за да се влечка. Во основа обвинителството би можело да оди и по двете патеки. Никој не го спречува обвинителството, освен што побарало во Бугарија во меѓувреме да побара и од САД да добијат некакви одговори. А причината зошто е тоа така е веројатно поради разликите во функциите. Во првиот случај станува збор за две директорки на училиште и на болница, во вториот случај станува збор за директор на една од најважните институции во рамки на разузнавањето, Агенцијата за национална безбедност. Именувањето на Бојан Христовски беше предмет на работи на Државната комисија за спречување на корупцијата.
ДКСК на крај одлучи дека таа нема алатки и механизми да проверува дали документот е валиден или не, што не носи до другите два големи предмети за именување на функционери по смената на законодавната и извршната власт во земјава. Минатата недела, ДКСК го затвори предметот за именувањето на Ивана Стојановска за заменик директорка на Агенцијата за разузнавање. Причината веќе се водел предмет во јавното обвинителство по исти наводи. Па ги прашавме во ДКСК врз основа на кој закон, подзаконски акт, договор или друг документ тие ги затвораат своите предмети ако на тоа работи јавното обвинителство. Станува збор за постапување во согласност со склучениот меморандум помеѓу двете институции, каде е предвидено секоја од институциите да постапува во рамки на своите надлежности. Имено, секогаш кога јавното обвинителство започнува да постапува по одреден предмет кој се води и во нашата институција, ние како институција која не е дел од судската власт, го запираме постапувањето по нашиот предмет, имајќи предвид дека јавното обвинителство има надлежност да преземе истражни действија со кои ќе се утврди вистинитоста на наведените индиции и следствено на тоа може да поведе постапка која би резултирала со конечен судски епилог. А од каде се редовно информирани кои предмети и предистраги ги води обвинителството? Од антикорупцијска одговорија, преку меѓусебна размена на информации кога има потреба. Именувањето Ивана Стојановска се спореше пред ДКСК поради незиното работно искуство. Според член 9 од Законот за Агенција за разузнавање, таа треба да има најмалку 10 години работно искуство од областа на безбедноста, одбраната или надворешната политика, од кои 5 години на раководно место во агенцијата. Според информации за избраната Ивана Стојановска, кој ни ги испрати граѓанин по електронска пошта, тогаш свежо именуваната заменик директорка имала работно искуство во агенцијата од 7 години и 8 месеци. Пред тоа работела на ФОН универзитетот и на Американ коледж во Скопје. Спорното според изворот е дали незиниот ангажман како асистентка по информатички науки на Факултетот за безбедност може да се брои како искуство во областа на безбедноста, одбраната или надворешната политика, кога била избрана. Председателката Гордана Силјановска-Давкова и во комуникацијата со нас и на други места го бранеше ставот. Да, треба да се брои. Не ми е јасно како може ако работите во некое министерство, да речеме, за надворешни на било која работа или во безбедност или во, како се вика, сферата или во одбрана, да бидете квалификувани, а ако предавате информатика, сигурно не предавала информатика во литература или во право, туку информатика врзана за факултетот. Значи, тоа е факултет за безбедност и детективи. Сигурно е поквалификувана од многу останати, за да го има овој статус. Сепак, во истото интервју, председателката направи разлика помеѓу постапката што се води пред обвинителството и таа што се водеше пред антикорупцијска. Прво, иницијативата е анонимна, второ, се работи за различни работи. Обвинителството ќе оценува дали имало некакво фалсификување, не знам што. Видите, јас не сум истражен орган, јас се водев од она што го добив. Така, индиректно ја стави под знак прашање одлуката на ДКСК да го затвори предметот за Ивана Стојановска, кога антикорупцијски обвинителството разгледувале различни аспекти. И единственото спорно големо именување кое се најде пред антикорупцијска, кое се уште не е затворено, е она на началникот на генералштабот Сашко Лавчиски. Тој стана бригаден генерал на 18 август 2022 година со указ на председателот Стево Пендаровски. Точно 2 години подосна, но со указ на председателката Гордана Силјановска-Давкова, тој е унапреден во чин генерал-мајор, а потоа е поставен и за началник на генералштабот на армијата. Законот за служба во армијата во членот 61 став 1 предвидува дека офицер може да се унапреди во непосредно повисок чин по одреден број години служба во чинот кој го има. За унапредување во генерал-мајор, Лавчиски требало да биде бригаден генерал 3 години, односно тоа можело да се случи најрано на 18 август 2025 година. Но има и исклучок. Може да се унапреди 1 година порано како што и се случи со Лавчиски, ако меѓу другото е предлог на 2 кадровски совети на ниво бригада или повисоко, односно е предлог на кадровски совет на ниво на генералштабот за офицер кој е поставен на должност во генералштабот.
Пред половина година, за прв пат ги побаравме записниците од кадровските совети, повикувајќи се на членот 61 став 2 од Законот за служба во арма. До пред 2 месеци, војската, преку Министерството за одбрана, одбиваше пристап со тврдењето дека записниците се класифицирана информација. Кога Агенцијата за заштита на правото на пристап до информација од јавен карактер им побара доказ, ја напуштија таа позиција и заземаа став дека не можат да ја дадат бараната информација, бидејќи ако не ја дадат, може да влијае врз постапката што ја води антикорупцијска. Откако и тој став не најде на разбирање кај второстепениот орган, во последниот одговор зафатија трета позиција, дека информацијата што ја бараме не постои, бидејќи сме барале податок по член, односно став од законот, кој не се однесува на унапредувањето на Сашко Лавчиски. Правното прашање, унапредување на Сашко Лавчиски од бригаден генерал во генерал-мајор, не потпаја под одредбите од став 2 на член 61 од Законот за служба во АРСМ, бидејќи именуваниот е унапреден, како началник на секција во Генералштабот на армијата. Ако се погледне законот, јасно е дека од одбрана алудираат дека предвременото унапредување на Лавчиски потпаѓа под ставот 3 од истиот член 61, во кој исто така се бара препорака, но од кадровски совет на ниво на Генералштабот. Ти ги побараме податоците по тој став и покрај енигмата, како до вчера бараните информации беа класифицирани, а сега не постојат. Но, по настапот на председателката на ТВ Сител, известно е дека никогаш нема да добиеме записници. Иако се бараат во законот, се чини тие не постојат. Треба законот да се толкува не буквално, туку херменевтички. Значи во целина. Тамо има хиерархија. Се знае. Прв е началникот на генералштаб. Во кадровските совети не седат само генерали, седат и полковници и така натамо. Дали ви е вам логично асистент да бира професор или полковник да одлучува за повисок генералски статус? Зборувам. Мене не. Не звучи многу логично и да се бара меѓународен сертификат за познавање странски јазик за да се стане директор на училиште во Подгорци. Но во законот пишува дека треба. Функционери од калибарот на 40 годишниот жител на Корошишта, или директорката на болница во Дебар, или директорката на училиште во Драчево, се тие што го осетиле на своја кожа.